Ако се сеќаваме, тоа беше уште пред чање, мислам дека така беше, зборувавме за проклетството врз Каин, Битие, 4 глава, и можеме сега и таму повторно да отвориме како почетни стихови, да ги прочитаме повторно. Битие 4, 11 и 12. Затоа биди проклет на земјата, што ја отвори устата, за да ја прими крвта на брата ти од твојата рака. Ќе ја обработуваш земјата, но таа веќе не ќе ти го дава својот род. Ќе бидеш вечен скитник на земјата. Или, со други зборови, мислам на ова скитник, нема да те држи место, нема да имаш мир. Во 14 стих подолу тој самиот вели, му се обрека на Господи, му вели: еве денес ме тераш од плодната почва. Треба да се кријам од твоето лице и да бидам вечен скитник на земјата, кој ќе ме најде може да ме убие. И овде самиот го покажува тој немир, тој страф од неизвестноста на неговиот живот понатаму, затоа што може крвна освета всушност да се случи или нешто слично. Односно тоа не може друго. Немало многу, сите биле сродни тоа време, еден со друг. Но во една известна смисла сите ние сме како Каин. Една од карактеристиките што и тогаш ги видовме е дека што? Она што го направил на свој начин. Не онака како што Господ пропишал, односно онака како што и тие биле учени и многу добро знаеле за тоа што научили од првите луѓе, од своите родители, од Адам и Ева, како се принесуваат жртви. Тој тоа го направил на свој начин. А како оди времето, мислам, човекот по природа е таков, меѓутоа посебно во ова наше време, секој си е паметен за себе, секој си фаќа некој свој пат, секој си прави на свој начин. Или можеме да кажеме општо дека сите ние го фативме патот на гревот, нели, после падот на Адам и Ева, и односно на бунт против Бога, или сите станавме скитници. И ќе се сетиме тука на Исаија 53:6, првиот дел од стихот, кој што вели: сите скитавме како овци и секој одеше по својот пат. И буквално е така, може да имате 100 луѓе и 100 луѓе по 100 различни патишта да тргнат. Толку сме иновативни, толку сме креативни во изнаоѓањето на нашите патишта, значи нашиот начин да биде по наше, по мое. Не е ни чудо што една од најпознатите песни, што всушност ја нарекуваат и химна на независноста, на самоувереност, е My Way, значи познатата песна на Френк Синатра. Да, I did it my way. Вели, песната говори за човек кој на крајот од својот живот гледа наназад, си го анализира животот и со гордост тврди дека живеел според собствените правила. Без покаяние за направените избори. Таа е химна на индивидуализмот, истрајноста и самопочита. Таа е моќна химна за сите што сакаат да го живеат животот според собствените правила, без страф од осуда. Светот одамна е веќе таков, меѓутоа се повеќе и повеќе е таков. И се повеќе и повеќе луѓето се такви живеат без правила, односно живеат според собствени правила и баш им е гајле што прават. Живеат на свој начин. Или една друга песна која што можеби не е толку популарна, меѓутоа од поново време, кој што
го спомнува Френк, или Френк Синатра во својата песна, го нарекува Френки, е Бон Джови, кој што вели, ова е мојот живот, сега или никогаш, нема да живеам вечно. Сакам да живеам додека сум жив, ова е мојот живот. Моето срце е како отворен автопат, како што рече Френки, јас го направив тоа на мој начин. Сакам да живеам додека сум жив, ова е мојот живот. Значи, ништо не се сменило. Еве, видовме малку постара генерација, Френк, не знам кој време живеел, тамо 30-тите, 40-тите. Да. Или Бон Джови, кој што е се уште жив. Тоа е тоа. Но, ајде да ги сведеме луѓето, затоа што, нели, кажав во воведот дека на некој начин сите вртат и сите сакаат на свој начин, на три категории, три основни категории. Првата категорија, која што можеби не е толку интересна за нас, тоа се отворени бунтовници. Значи, буквално созданието, мафта со тупаница и му вика на Бога, јас сакам на мој начин. Отворен бунт. Нимруд, Вавилон, Вавилонската кула. Интересни се луѓето е. Значи, Господ им рекол, 120 години проповедал преку Ное, ќе пушти потоп. Научно тоа не може да се докаже едно, друго, вака, така, си смевале. Пуштил потоп, после потопот ќе прават кула, за да у случај, и ако Господ ветил дека нема веќе да пушти потоп, у случај ако Господ пушти потоп, ние ќе се спасиме, или знаете дека дури и Вавилонската кула е всушност слика на тоа како на мој начин можем да стигнам до небото или до спасение. Фараонот, замислете си, што Господ се направил, значи за да го скрши, ако е можно неговото срце некако, меѓутоа се потврдо и потврдо станувало. Ма кој е тој ваш Бог? Јас си живеам на мој начин. И сега втората категорија е така поинтересна за нас, втората и третата. Втората категорија се луѓе кои што навидум се верни, а сепак тераат на свој начин. Каин е еден од нив. Иако тој преминал во отворен бунт, всушност, и од него, нели, потекнува целата таа лоза на бунтовници и Нимрод, подосна и сите. Меѓутоа го гледаме во случајот со брат му Авел, кога принесуваат жртви, дека е делумно послушен. И обајцата изградиле, нели, слични олтари и не само што се изгледало некако идентично од надвор. Така изгледало, меѓутоа, како што вели Елен Вајд во Патриарси и пророци, повторно ќе отчитам тој цитат, вели што се однесува до раѓањето и до верското воспитување, обајцата браќа биле еднакви. Обајцата биле грешници и обајцата признавале дека Бог со право бара од нив да му укажуваат почит и да му се молат. Според надворешните знаци, нивната вера била еднаква во известна мера, но во она што било над тоа, разликата била мощна голема. Надворешно изгледало дека се идентични. И направиле олтар и двајцата, меѓутоа суштинска разлика. Едниот принел крвна жртва, како што и требало, а другиот си рекол, ја на мој начин. Па не мора како Бог, како што Бог вели. И од тука и оној цитат, мислам дека Јани го спомна тоа кога зборуваше за Каин и Авел, или па не знам, скоро нешто, ако не се спомна. Каин и Авел се представници на две групи или на две определби што ќе постојат на светот се до крајот на времето. Едни ќе знаат да ја користат жртвата принесена поради човечките престъпи, а други се повеќе ќе се надеваат и ќе се подпират врз своите лични заслуги. Нивната жртва, лишена од силата на божественото посредување, не ќе биде во состојба да им обезбеди Божја милост. Нашите престъпи можат да бидат простени само со Христовите заслуги. Оние што сметаат дека Христовата крв не им е неопходна, дека со лични заслуги без божествена милост можат да стекнат небесна наклонност и одобрение, паѓаат во истата онаа заблуда во која што се наоѓал и Каин.
Ако не ја прифатат крвта, а денеска покажавме, или покажавте, не значи како некој можеби не учествувал, не ја прифаќа Христовата крв како единствено средство за очистување, меѓутоа преку светата причест баш и тоа и се покажува. Значи дека ако не ја прифатат крвта која може да очисти, тие остануваат под осудата на клетвата. Не е предвиден и не постои ниту еден друг начин човекот да се ослободи од робувањето на гревот. Нема друг начин. Да имаше друг начин. Значи тоа е Божиот начин, тоа е единствен пат кој што Господ го трасирал. А ние можеме да се измислуваме наши начини и наши патишта, меѓутоа сите тие водат во Рим, одnosno пропаст, да кажем така. Едниот е само кон спасение. И сега доаѓаме кај Саул, исто така делумно послушен. Прва Самуилова 15 глава, може тука повеќе малку ќе се задржам. 15 глава, Прва Самуилова, од први стих, нема сега да читам тука, го знаеме настанот. Еднаш Самуил му рече на Саула, значи пророкот Божи, му вели на царот, Господ ме испрати мене за да те помажам за цар над неговиот народ Израел, го подсеќа, значи, на помажувањето, и така послушај ги Господовите зборови. Господ над воинствата зборува вака: одлучив да се одмаздам за она што Амалик му направил на Израел, затварајќи му го патот кога излегуваше од Египет. Сега оди и удри на Амалик, изврши проклето уништување, или геноцид, може да кажеме, врз него, или може и повеќе од геноцид, затоа што овде станува збор за уништување и на имот и на се. Не поштедувај го, погуби ги мажите и жените, децата и доилчињата, говедата и овците, камилите и ослиците. Каков е овој Бог, ќе речеме. Зошто вакво клето уништување над Амалик? Интересно прашање, иако ова не е во темата, меѓутоа интересно да се размисли. Знаете, тука има една многу голема поука. Зошто Амалик? Зошто после толку време, може да кажеме, на Господа сега му дошло, и кога тој ветил, уште во времето на Мојсеја, дека ќе ги истреби. Кои беа амаликиците? Тие беа тие кои што напаѓа, први го нападна Израел како излезе од Египет. И што напаѓа, и што правја? Како кукавички, како... Видите, колку Господ се гневи на тоа да ударате на најслабото, на она што не е заштитено, на жените, на децата, на... Тоа го правеле амаликиците. Да, токму така. Она што е најслабото да го напаѓате. Страшно. Тоа е гадно во Божите очи. И тоа Господ не го заборавил и уште тогаш кажува и да, оставил доволно долго време да дојдат до покаяние, како и за секој од нас. Затоа Господ некојаш изгледа дека го одолжува своето доаѓање, како што вели во Петрово послание, но тоа е само заради тоа да дојде човекот до покаяние и до спасение со тоа. Како и да е, тоа беше еден момент, само што сакам да го нагласам, но и што се случува потоа, вели, Саул трга во битката и Господ убаво му кажал преку Самуила што му е задачата, но тој не ја извршил до крај. Го фаќа жив Агак, амаликичкиот цар, и покрај тоа народот, како што тој ќе се изговори, ги одбрали најубавите од овците, од говедата, од кобајаги за да се принесат за жртва на Бога. И пазете колку гордоста може да го заслепи човек, што, само да гледам стихот, Самуил потоа сака да се сретне со него, значи ова е после битката, и
му кажуваат една интересна работа. Ја ова баш со Јани правме увет, сум го читал, меѓутоа како да сум го испуштил, знаете, секој пат кога читате повторно и повторно, зависи во кој правец размислувате, па наоѓате некои нови работи. Вели 12 стих, рано наутро Самуил тргна за да го побара Саула и му јавија на Самуил вака. Саул отиде во Кармил, зошто? И ете си подигна таму споменик. После успешната битка, после триумфот, си подигнал споменик човекот. Истиот оној, кој што беше исполнен со Дух Свети и беше помазан на почетокот. Видите, сега значи до кај стига и се гледа очигледно неговата гордост и сега на оној битниот дел. Па да, потоа одма по 13 стих читам, кога Самуил дојде кај Саула, Саул му рече, благословен да си од Господа. Ја извршив Господовата заповед. Ке рече, како не му е јасно сега, дека сепак не ја извршил, половично, односно, значи делумно ја извршил. Ама Самуил праша, а какво е тоа блеење? Овој дојка збори и кажува, ја извршил, позади се слушаат овците и блеење на овци што достига на моите уши и мукање на говеда што го слушам. А Саул одговори, ги потераа од амаликиците, зашто народот ги поштеди недобрите овци, недобрите говеда, за да ги жртвува на Господа, на твојот, интересно вели, на твојот Бог. Да, му стои тоа. Ама вели на твојот Бог дори. Да. Не е негов веќе. Да. Се друго, вели, истребивме. Значи ти кажа, се да истребивме. Еве, се истребивме, еве, ово го оставивме. Да. Господе, абе, се направив ти како што ми кажа, ама уште ова. Делумна послушност. Значи, на мој начин се прави. Јас сум верен, ама на мој начин. 17 стих, тогаш Самуил рече, колку и да си мал во своите очи, беше мал, па Господ те постави за цар, понизен. Сепак стана главатарник за левите племиња, Господ те помаза за цар над Израел, Господ те испрати во воен поход и ти заповеда, оди изврши клетво уништување. Зошто не ги послушаш Господовите зборови? Зошто се нафрли на грабеж и го стори она што е зло во Господовите очи? Саул му говори на Самуила, па ја го послушав Господовиот збор, прездов поход, како што ми испрати, го доведов Агак, амаликичкиот цар, извршив клетво истребување над амаликиците. Меѓутоа не е во прашање само царот. Веројатно оставил уште мнозина. Знаете, подоцна Давид ки си има проблем со амаликиците, подоцна. Дури, ајде, може би нема некој цврст доказ, меѓутоа дури и Аман во времето на Естира се вели дека бил агагеец, што е можеби наследник на овој Агаг или амаликиец. Па затоа имал силен мотив да он изврши, да проба да изврши геноцид врз Израел, затоа што ја знае историјата претходно која е била. И ова е клучното се овде, да го напоменам, откако се изговара повторно Саул. 23 стих. Самуил му одговаря, му вели, непокорноста е како гревот на вражањето, самоволието е како злостор со идолите. Господ вика вака, ти на твој начин. Тоа е самоволие. Тоа е исто како злостор со идолите. Ти го отфрли Господовиот збор, затоа Господ те отфрла тебе, за да не бидеш повеќе цар. Верувам Боже, ама си терам на свој начин. И сега ќе одиме на третата група, нема многу време. Како вовет, пред да ја спомнам оваа трета група, која што исто така е интересна за нас и можеме да се најдеме овде, знаете, луѓето обично
има две причини за нештата што ги прават. Едната причина е причината што ја кажуваат, а другата е вистинската причина. Не е секојаш може би вака, за жал се помалку искрени луѓе, ама најчесто е вака. Причината која што ја кажуваат е една, а друга е вистинската. Може би добар пример за тоа е Јуда Искариотски во 12 глава Јован. Знаете, се случува действието во домот на Симон Лепрозниот. Тука е Марија Магдалена, знаете онаа сцена на кршењето на оној сад, и Јуда Искариотски реагира. Во 4 стиха, Јуда Искариотски е еден од неговите ученици кој сакаше да го предаде, рече: зошто мирово не е продадено за 300 динарии за да бидат раздадени на сиромасите? Тоа е причината што ја кажува. А вистинската причина е која? Следниот стих вели: но тоа не го рече дека се грижише за бедните, не му беше тоа битно, туку зашто беше крадец, кај него беше ковчежето и земаше од она што пушта во него. 300 денарии, вау! Ти имаше тука, ако не сите 300, ке мазнеше нешто барем. Ти имаше и за него. А причината што ја кажува е за сиромашните. Или во Матеј 7 глава, оние познати стихови, од 21 до 23. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, туку оној што врши Божјата воља на мојот татко, односно, да, врши волята мојот татко, кој е во небесата. Мнозина ќе ми речат во оној ден: Господи, Господи, не пророкувавме ли во Твое име, не изгонувавме ли бесови во Твое име? Пазите, што правеле во Господово име? Бесови изгонувале. Ви се случило такво нешто? Сте имале такво искуство? Сте успеале? Не правевме ли многу чуда во Твое име, кој знае што се тука спаѓа? И тој им вели: никогаш јас не сум ве познал, одете си од мене вие кои правите беззаконие. Чи многу правеле, многу направиле, ама го направиле на свој начин. Можеме да кажеме. Лука 9 глава, 49-50. Учениците се бунат, односно Јован вели, Лука 9, 49-50. Јован проговори, рече: учителе, видовме еден кој истерува нечисти духови во Твое име и му забраневме зашто не оди со нас. Зашто не оди со нас? Значи не е наш. Па му забраневме. Исус му вели: не бранете му, зашто кој не е против вас, за вас е. И вели Елен Вајс, пречувајќи го овој човек, Јаков и Јован сметат дека ја бранат честа на својот Господ. Добро, може би не спаѓа баш во таа категорија, ама сепак. Тие мислат дека ја бранат честа на тој начин на својот Господ, но почнале да увидуваат дека биле љубоморни заради самите себе. Тоа е главната причина. Имате љубомора кон овие други кои што... И сега овој текст е интересен. Ајде, ќе го прочитам, има време. Господ вели, ја признале грешката, значи добро е што брзо ја признале грешката и го прифатиле Христовиот укор. Не бранете му, како што им вели. Зашто нема никој кој би правил чудо во моје име, а да може веднаш потоа лошо да зборува за мене. Вели, не смеел да се отфрли никој што на било кој начин покажал пријателство кон Христа. Имало многу такви кои длабоко поттикнати со Христовиот карактер и се неговите дела му ги отворале со вера своите срца нему. Па учениците кои не можеле да ги читаат побудите, морале да бидат внимателни да не ги обесхрабрат овие души. Кога Исус не ќе биде помеѓу нив во тело и кога делото ќе биде препуштено во нивни раце, не смеат да покажат себичен и исклучив дух, туку да го откријат истото далеку сежно сочувство што го виделе кај својот учител. Значи, овде испаѓа дека ја не спомнав, меѓутоа оваа трета категорија се луѓе кои што го прават вистинското, но од погрешни причини. Ја видовме љубомората, значи внимателност, затоа што не се читаат побудите, како што ни вели текстот овде,
не смее да се покаже себичен и исклучив дух, или, да не кажам, исклучив дух ме личи на секташки дух во превод, тоа значи. Да. Туку да го откријат истото далекосежно сочувство што го виделе кај својот учител. Не сега сме ние тие избраните и удри по другите. Значи, не можат они да бидат со нас, не се од нас. Или подолу стиховите, оној познат настан, од 51 стих, значи во Лука 9 до 56, кога дојде време да се вознесе, тој го насочи своето лице да патува за Ерусалим и испрати гласници пред своето лице. Тие отидоа и дојдоа во едно самаријанско село да приготват место за него, но не го примија, зашто лицето му беше кон Ерусалим. Кога го видоа тоа учениците, Јаков и Јован рекоа: Господи, сакаш ли да се поведаме да слезе оган до небото и да ги истреби, како што направи и Илија? А тој им се заврати и ги укори и им рече: што? Вие не знаете со каков дух сте. Зашто човечкиот син не дојде да погубува човечки души, но да ги спаси. И отидоа во друго село. Значи, може да сме делумно послушни, односно да сме навидум верни, тоа е таа втора категорија што ја спомнавме, како Саул, како Каин, а сепак да тераме на свој начин. Може и да го правиме вистинското нешто, но од погрешни причини, погрешни побуди, криво гледање на работите. Ајде, тоа веќе може многу лесно да се исправи, Бог ќе не осведочи, но сето тоа спаѓа во она категорија на мој начин. Но постои Божи начин и тоа е единствениот начин кој што е сигурен и за нас и она што Господ го бара од нас. Како тоа сега на крајот во неколку стиха да видиме, можеме да постигнеме да ги правиме работите на Божи начин. Зашто често пати мислиме дека тоа е Божиот начин, но може и да не е. Во Матеј 16:24 вели: тогаш Исус им рече на своите ученици: ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе си и нека го подигне својот крст и нека ме следи. Значи, одрекување од самите себе, носење на крст, а тоа значи умирање на своето јас, нема мој начин. Мора да биде Божиот начин. А Исус, во друга прилика, во Јован 14:6, вели дека јас сум патот. Значи, еден е патот. Сите други патишта, сите скитавме како овци и секој од нас фати некој свој пат. И фала му на Бога што тој ги возложи беззаконијата на сите нас врз него. Решението е во Исус, затоа што тој е патот. И патот е еден. Божиот начин. Тоа е. Па дури апостолската црква на почетокот како ја вика, како беше позната? Како црква. Ваква црква, таква црква. Не, еве за црквите имаше. Не, како патот. Патот, тоа е едниот. Патот. Потоа христијани, нели, во Антиохија, кој што беше едно од прашањето. Патот, тоа е единствениот пат, единствениот начин, Божиот начин. Псалм 37, 4-5 стих, вели: сета твоја радост нека биде во Господа, тој ќе ги исполни желбите на твоето срце, ама, 5 стих, предај му ги на Господа своите патишта. Тоа е клучно. Предај му ги на Господа своите патишта, надевај се на него и тој ќе води се. Така ќе биде на Божи начин, по Божите патишта. И цитат од Елен Вајд во Христо и параболи, 311 страна, вели: кога ќе му се покориме на Христа, срцето се соединува со неговото срце. И сега ова често пати го спомнуваме, покорност, меѓутоа тоа е најтешкиот дел. Тоа е нашата волја да му ја предадеме на Бога. И тогаш ќе биде на Божи начин. Кога ќе му се покориме на Христа, срцето се соединува со неговото срце. Волјата се слева со неговата волја, умот станува едно со неговиот ум, мислите му се покоруваат нему, ние живееме негов живот. И тоа е Божиот начин и тоа
убавината нови цитати во тоа што тоа вели значи да сте облечени во облеката на неговата праведност. Тоа е оправдување со вера. Која ќе му се предадете на Бога и која ќе дозволите да биде на негов начин. Мојот начин станува сушност негов. И тогаш веќе не сте скитник, сте го нашле патот. Не де ваму, де таму, не патот, тоа е патот. Јас на времето кога ќе се сетам на ова, сум ви кажувал, додека се уште скитав во овој свет, па дури имав и напишана една песна, кога ја ги требаше да ја пееме таму, не знам што, се занесувавме во тие години, каде што баш тоа беше темата, скитањето. Инспирирано веројатно од тогашниот живот. Не си на факултет, не си никаде и само луташ, скиташ таму по Свети Николе, село Свети Николе, со 2 кафича и еден диско клуб, таму не знам како беше на времето. И идеш и тепаш време, секоја вечер не знаеш што правиш од животот. Баш тоа, скиташ, скитање. Со другари, да. Но патот е тој. Исус е патот. И нема, како што и Каин немал мир, нити човек, доека не го најде патот и е скитник, не може да го најде мирот, вистинскиот мир. Елен Вајд вели, немир донесува љубовта кон себе. Јасно ли ви од кај е немирот? Немир донесува љубовта кон себе, било каква свртеност кон себе. Во друг цитат во Копнеш на вековите 409 страна вели: само љубието, желбата за полесен пат од оној што го одредил Бог, води кон замена на божествените правила со човечки теории и преданија. Еве ви одговор од каде толку, зошто мноштво верски заедници, како беше книгата на Милош Богдановиќ. Еве еден од одговорите. Самолюбието и желбата за полесен пат од оној што го одредил Бог, а тоа е човекот, значи не сека да се распне, не сека да умре, не сека да се покори, тоа токму води кон замена на божествените правила со човечки теории и преданија и се друго. И затоа имате ваква црква, па онаква црква, па... Да. И, еве, каде е мирот, и од каде го имал мирот Христос, привршуваме. Копнеш на вековите 330. Инаку книгата која што почнавме да ја проучуваме, во петокот навечер, уште да го обезбедиме оној другиот превод. Ке го најдеме. Во Христовото срце, во кое владеела совршена хармонија со Бога, владел совршен мир. Совршена хармонија со Бога, значи на Божи начин, владе совршен мир. Никогаш не се извишувал поради пофалбите. Каков пример е Исус и колку е, може да кажеме, тешко ова кое очитаме да го следиме неговиот пример. Никогаш не се извишувал поради пофалбите. Каков е човекот, малку нешто да ти кажат убаво и одма. И не само тоа, туку не се обескрбил поради прекорите или разочарувањата. Среде најголемото спротиставување и најсвирепите постапки, секојаш бил храбар. Значи, не се обесхрабрувал кога било тешко, не се извишувал кога на пофалбите, а во најтешкото бил храбар. Меѓутоа, мнозина што тврдат дека се негови следбеници имаат загрижено и вознемирено срце, затоа што се плашат себе си да му се доверат на Бога. Тие не му се предаваат целосно нему, зашто се плашат од последиците што може да ги донесе таквата преданост. Таков пример е Јуда. Јуда вели тамо во Копнешот исто оддалеку сакал да го следи, значи на дистанца, у случај ако загусти, да може да му ја летне. Тоа не е ни вака, ни така, не. Господ сака целосно да му се предадеш и тоа е тоа, а не... Меѓутоа луѓето се плашат од такво нешто
И затоа што се плашат од последиците што може да ги донесе таквата преданост. Додека не му се подчинат на Бога, не можат да најдат мир. Едноставно. Исус му бил подчинет цело време на Бога. Исус се што правил на Божи начин. Па и он бил човек, што мислите, не му доаѓало некојаш искушение да нешто... Па во Гециманија што вели? Тешко му е. Господа, ако може да ме одмине оваа чаша, тоа е најубавиот пример. Ако може да ме... Па тешко му било, човек. Ама, на мој начин? Не. Нема друг начин, тоа е еден. Еден е патот. Божиот начин. Сепак нека биде твоја воља. Тоа е решението за сите искушенија, наши што ги имаме во животот. И веројатно бил мирен после тоа, иако и го исмевали и што се не поминал тие денови на распетието. Предај му ги на Господа своите патишки, како што читавме, надевај се на Него и Тој ќе води се. И Пословици 3, 5 и 6, последните стихови, Пословици 3 глава 5 и 6, надевај се на Господа со сето свое срце и не се подпире врз собствениот разум. Остави го твојот начин. Мисли на Него на сите своји патишта и Тој ќе ги исправи твоите патеки. Ќе го најдеш патот. Има решение, има начин и може да го живееме нашиот живот на Божи начин, како што Бог сака. Да, може би ова е мој живот, сите ние имаме свој живот, ама ние како христијани знаеме дека ако го живееме нашиот живот како што ние сакаме, тој живот ќе ни остане. И може би прерано ќе го завршиме или не знам кај ќе отидеме, но Господ нуди подобар пат, а тоа е единствениот пат кој што оди до спасение, тоа е патот, вистината и животот, тоа е Исус Христос. Целосна преданост нему, инаку нити мир ќе имаме во овој живот, нити живот ќе биде тоа, може да речеме како сакаме, меѓутоа не е. И можат да пеат и Френк и Бон Джови што сакаат, меѓутоа тоа може да е химна на ова живење во светот, меѓутоа нашата химна треба да е друга. Ние имаме прекрасни химни кои што ги пееме, тие така да. Или се ти предавам како беше. И мноштво на други. Нека Господ ни даде сила и желба да го следиме Христа и да одиме по неговиот пат. Амин.